вестите, два нови случаи на ХИВ позитивни во источниот дел во државата. Едниот од Виница, а другиот од Штип. И во двата случаи станува збор за мажи. Заболените тестовите ги направиле во Скопје, а од Центарот за јавно здравје засега не го откриваат начинот на инфицирање. Два нови случаи на ХИВ позитивни во источниот дел од државата. Еден во Виница, а другиот во Штип. И во двата случаи станува збор за мажи. Штипјанецот има 23 години, а виничанецот 21. Заболените тестовите ги направиле во Скопје, а од Центарот за јавно здравје засега не го откриваат начинот на инфицирање. Ова е трет случај на ХИВ позитивен во Виница, а во Штип 8. За епидемиолозите, новите случаеви треба да го вклучат алармот за безбеден сексуален живот, бидејќи можноста за ширење е многу поголема. Од Центарот за јавно здравје апелираат сите кои биле изложени на ризик да извршат тестирање, охрабрувајќи ги дека сите информации од тестирањата се доверливи. Тестирањето и резултатот од тестирањето е на доброволна база и доверливо. Значи, податоци за оној кој е носител не излегуваат во јавноста. Нису име и презиме, него се работи. Целокупната процедура за неговото испитување оди со шифра, кој самиот ќе се одреди. Последното истражување спроведено во Штип кај средношколците покажува дека 30% од нив немаат познавање за сексуално преносливите болести, а истражувањата на невладината Хера покажаа дека само 34,8% од младите користеле заштита при својот последен сексуален однос. Населбата Три Чешми во Штип со локалитетот Есарце атрактивна локација. Општина Штип и јавното предпријатие Исар заеднички понатаму ќе инвестираат во урбано уредување. Населбата Три Чешми е убаво место за живење, локалната самоуправа таму инвестира редовно, а благодарение на излетничкото место Езерце, овој дел од Штип атрактивен за одмор и за оние кои патуваат по патот. Овде комплетно е асфалтиран патот и пристапот до самото Езерце, асфалтиран е и е направен паркинг простор за паркирање на возила, оградено е самото Езерце, изградени се неколку летниковци, поставени се некаде над 12 клупи, оградена е црквата Света Злата Мегленска, на која Титор е градоначалникот на општина Штип, се со цел да граѓаните на град Штип, да граѓаните во населба Три Чешми, да и сите граѓани кои што овде поминуваат по овој регионален пат, може да додат овде да одморат, да ги задоволат своите верски потреби, а исто така и да уживаат во природата кој што е нуди овде самиот овој крај. Боџиев нагласи дека во наредниот период општина Штип и јавното предпријатие Исар заеднички ќе реализираат и други проектни активности за разубавување на населбата Три Чешми. Водоснабдителната сезона полна со проблеми, недисциплирани водокорисници и крадење на вода за наводнување на посевите. Лошите приноси на житните култури ќе удрат врз џебот на граѓаните. Милничарско-пекарскиот сектор веќе прави пресметки за зголемување на цената на брашното и на лебот. Земјоделците годинава имаат преполовени приноси на лебното зрно. Токму поради на лошата година во земјоделскиот сектор, мелничко-пекарската индустрија веќе ги прави и пресметките за поскапување на брашното и лебот. Повисоките цени ќе удрат по животниот стандард на граѓаните. Тоа ќе значи дека македонската работничка плата од 12.000 денари ќе се троши само за храна. Во моментов се уште се преговара за откупната цена на пченицата. Земјоделците бараат цена од 12 денари за килограм, а мелничарите даваат од 8 до 9 денари за килограм. На нивите лани се жнеја по 4,5 тони од хектар, а годинашнава реколта е преполовена. Загуби во приносите има од 50 до 70%. Нема ништо. Не може да се собереме само семето, а трошковете нема ништо. Комбај од 400 динара ти да го наплате, например, кој било однера, и 50 кила или 40 извадило од декар, значи не може само за комбаја да ги покрие трошковите. Асоциацијата на земјоделци предложи годинава да биде прогласена елементарна непогода за житариците. Бараат владата да ги обештети по 30.000 денари по хектар, бидејќи тоа се реалните трошоци. Сметаат дека годинава земјоделците ќе немаат ниту да си ги платат тековните трошоци. Преговорите се во тек за цената на пченицата.
Сите проблеми се во увозот на брашно. Нема друг проблем, се е проблем во увозот на ефтино српско брашно. Меѓутоа не ќе сега да зборувам за тоа, затоа што имаме преговори. Меѓутоа е еден исто така предлог. Разликата меѓу цената што ќе ни ја понудат млинарите и нашата понудена цена од 12 денара треба да ја надокнаде државата, владата. Од Министерството за земјоделство вела дека се постојано на терен и комуницираат со земјоделците и мелничарите. Се разгледуваат и предлозите на земјоделските здруженија за обештетување на земјоделците. Засега и минималните количини на јачмен и пченица кои се ожнеани се складирани во амбарите. Со 1 милиарда денари ќе се исплакаат штетите во земјоделството од невремето минатата година. Вака одлучи владата на една од првите седмици. Пари се предвидени за штетите од доцните пролетни мразови во 2017-та. Според министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лупчо Николовски, подрачните единици забрзано ги подготвуваат записниците и интензивно се работи за што поскоро реализирање на постапката. Водоснабдителната сезона полна со проблеми, недисциплинирани водокорисници и диви испусти, крадење вода за наводнување на посевите, дури и на ожнеаните ниви. На терен детектираат вработените во водостопанство. Земјоделците од истокот наводнуваат и повеќе од што треба. Среде водоснабдителна сезона, ова лето вработените во водостопанство се соочуваат со куп проблеми поради недисциплинираните земјоделци, кои не се придружуваат кон планот за редуцирање на водата и ги наводнуваат и одбиените ниви. Има голем број на диви испусти, дури некои од земјоделците се фатени на дело како ги наводнуваат ожнеаните ниви за полесно да ги ораат. Најкритично засега со дивите испусти белат од водостопанство е во делот на Свети Николско. Во одредени случаи интервенирала и полицијата. Имаме истакнута редукција во кои денови кои населени места ќе имаат вода, а во кои денови ќе бидат одбиени. Меѓутоа не се запазува тоа, што значи последните потрошувачи, зборим од Свети Николе натаму до Каратманова, речиси да немаат вода. Се обидува нашите вработени да ги регулират овие работи од вработените од канцеларија до Свети Николе. Меѓутоа најдува и на одбивност од водокорисници, дури до физички пресметки. Интервенирано и со полиција, се борат секој ден, меѓутоа се уште во моментот не е решена ситуацијата. Водата нерационално се користи од новиот канал ГК-18 во делот на Штипско. Најголемиот проблем се воочува во делот на ГК-18, ново реновираниот канал, кој е кај Штипски дел, и во Мустафини и Ерџелија. Најголемите потрошувачи се токму тука и на никој начин, значи до сега не можеме да извоеме таа битка со нив. Додека се среди ситуацијата, за кратко време веќе одат и самоволно пуштаат. На левиот магистрален канал вода има само до Зрновци, но и во тој дел биле откриени околу 70 диви испусти. Со непослушните земјоделци сега работа ќе имаат водостопанските инспектори, но и полицијата, откако нивна интервенција на терен побарале од водостопанство Брегалница. Годинава, поради сушата и недостигот на вода во Калиманци, Кочанската водостопанска подружница ги редуцираше површините кои ќе се наводнуваат. Од планираните 6100 се наводнуваат само околу 3000 хектари со земјоделски култури. Верзијата на Деспасито што изведе штипскиот виолинист Виктор Ангелов, прогласена за најдобра од авторот и коизведувач Деди Енки. Штипјанецот Виктор Ангелов се стекна со планетарна слава откако неговата верзија на интерпретација на хит синглот Деспасито беше прогласена за најдобра и тоа лично од коизведувачот порториканскиот рапер Деди Енки. Откако го видел на YouTube перформансот на македонскиот виолинист пред катедралата Нотр Дам во Париз, раперот го повикал да гостува на нивниот концерт и лично да му се заблагодари.
And the Despacito version, my favorite one around the world. Ангелов со неверување го примил мејлот сметајќи дека се работи за шега, но откако му се јавиле од менеджерскиот тим на Јенки, сватил дека му укажена голема почит од колегата музичар. За мене представуваше огромна чест затоа што покрај толку музичари, покрај толку виолинисти ми избрал баш мене. И целата ситуација беше неочекувана и сум пресреќен. Инаку Ангелов љубовта кон музиката ја пројавува на 7-годишна возраст. Во родниот град завршува ниже музичко училиште, средното образование го продолжува во школата за талентирани музичари во Чуприја, соседна Србија, а дипломира на Музичката академија на УКИМ во Скопје. После тие студии продолжив во Салцбург во Австрија на Моцартелмиц и една е од најреноминираните универзитети во светот. За време на студискиот престој на аудиција е избран за член на први виолини на Салцбуршка филхармонија, концертмајстор и заменик концертмајстор. Како школуван виолинист за сериозна музика, вели дека не му било тешко да го смени музичкиот жанр и да се одлучи да настапува како уличен музичар. За мене е предизвик секоја музика, еве како што и поп, рок и регет. Уличните свирки за мене се нешто кое што го користам во слободно време и кога ќе патувам негде, секогаш уживам да презентирам нови работи на публиката и ефектот што ми го даваат назад, целото тоа расположение што ми даваат ме прави среќен и понатаму продолжувам да го работам истото. Настапите по европските метрополи му служат и како одскочна даска да запознае врвни музички имиња и да договара настапи на големи случувања. Во август настапува на отворањето на престижниот тениски турнир US Open во САД. Со Деспасито ги одјавуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете не на Ирис Мака или социјалните мрежи Facebook и Twitter. Метјуба викенд!